Почитувани медиуми, ценети присутни, драги сограѓани. Охрид со својата историја, култура, природни убавини и туристички потенцијали е многу значаен центар на Македонија и затоа заслужува да сјае како вистински бисер на развојот во секоја сфера од живеењето. Со големо задоволство можам да кажам дека како посветена локална власт во изминатите 3 години гордо чекориме по зацртаниот пат за напредок и обезбедување подобри услови во сите урбани и рурални средини. Од 10 приоритетни проекти кои ги ветивме на почетокот на мандатот, 9 проекти се финализирани или се во напредна фаза на реализација. Ова представува исклучителен успех кој потврдува мојата доследност и големата ангажираност на тимот со кој работам. Како прво и најважно би сакал да потсетам дека општина Охрид беше најзадолжена општина во државата, но со голем труд и финансиска дисциплина успеавме да го завршиме процесот на раздолжување и да ја одблокираме сметката. Сега општината може да гради буџет на здрава основа и е подготвена за капитални инвестиции, големи проекти и користење на средствата од меѓународните фондови. Реализиравме низа проекти за изградба и реконструкција на комуналната и сообраќајната инфраструктура. 20 на градски улици и голем број локални патишта добија нова функционалност, символизирајќи обновата на Охрид како урбана и модерна заедница. Современ лик добија улиците Македонски просветители и 7 ноември, а улицата Гоце Делчев е во завршна фаза од реконструкцијата. Поставивме асфалт на 50 на локации во сите рурални средини, изградивме подпорни ѕидови, поставивме нови водоводни линии и системи за отпадни води. Го ставивме под контрола урбанистичкото планирање и завршивме илјадници предмети за легализација кои беа заглавени со години. Особено внимание посветивме на образовните институции, знаејќи дека се тие камен темелник за еднината. Тука се голем број проекти за реконструкција на објектите од средното образование, економското училиште и гимназијата, каде што се инвестирани значителни средства. Исто така го решивме проблемот со основното училиште Кочо Рацен, кое наскоро ќе биде дислоцирано во нови современи простории во Охридската касарна. Градиме нова спортска сала во основното училиште Ванчо Николевски во Лескоец и завршивме комплетна реконструкција на основното училиште Свети Наум Охридски во Пештани. Во насока на обезбедување на подобри услови за спортскиот развој на децата, изградивме нови спортски и детски игралишта и комплетно ги реконструиравме постоечките. Отворањето на првиот младински центар во Охрид ја покажува вистинската грижа која имаме за младите. Со овој проект нашата општина стана лидер и пример за креирање на младински политики во Македонија. Бевме исклучително посветени на културната дејност и развојот на спортот и поддржавме низа важни манифестации и настани. Тука би сакал да ги издвојам фестивалот на виното, Охрид Water Festival и Охридскиот джез фестивал како нови содржини кои ја збогатија туристичката понуда на Охрид, надвор од шпицот на летната сезона. Почитување. Со знаење и честна и транспарентна работа, промените, проектите и победите јасно се гледаат во Охрид. Изразувам длабока благодарност на сите граѓани за довербата, соработката и за поддршката која секојдневно ни ја даваат. Пред нас стојат нови предизвици и со заеднички сили продолжуваме да работиме за подобра иднина на Охрид, за нашите семејства и за сите генерации што доаѓаат. Ви благодарам на вниманието.